Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За средното стручно, односно техничко образование по предметот сообраќајници изборна во трета година за градежни техничари. За денес имаме нова наставна содржина, проектни елементи во хоризонтална проекција. Но за почеток да се потсетиме. Сообраќајните ленти, односно возните ленти, се наменети само за проточниот сообраќај. Рабната лента се наоѓа меѓу коловозот и банкината или помеѓу коловозот и лентите за велосипеди или пешаци. На автопат, по потреба и на пат од прва класа, за двете насоки на возење треба да се предвидат ленти за принудно застанување на возилата, поради дефект на возилата, замор на возачот и слично. Додатните ленти пак може да бидат наменети за исклучување и приклучување, како и за движење на бавните возила на поголеми наклони. Кај автопат со 4 повеќе ленти, средната разделна лента, односно разделниот појас, се изведува со широчина од 4 метри, односно минимум од 3 метри. Банкината е земјена или стабилизирана лента која се наоѓа меѓу работ на коловозот и косината на насипот. Риголата пак се јавува како елемент на планумот на патот во ископ и засек. Бермата се јавува во планумот, дел од планумот е на патот помеѓу риголата и косината на засекот и во ископ се јавува во ископ и планумот во засек. Ситуациониот план на сообраќајницата е проекција на оската на сообраќајницата во хоризонтална рамнина. Таа се прави во размер 1:1000, 2000, 2500 и слично. На ситуацијата покрај трасата на сообраќајницата означени се и сите објекти, како мостови, тунели, пропусти и слично, кои што се јавуваат по должината на трасата. Основни составни елементи на линијата на трасата се права и кружен лак, кои помеѓу себе се поврзуваат со така наречени преодни кривини. Значи, ова е еден правец, означен со PR1, PR2, PR3. Помеѓу нив е кружен лак, а додека тие се поврзани со линии, преодни кривини, еве ја, ова прва линија, ова е втора линија, ова е трета и ова на почеток и на крајот на кружната кривина, на кружниот лак, секогаш имаме преодна кривина. Значи, обележани се со преодна, кружен лак и преодна кривина и правец. Со помош на правците или правите се поврзуваат и се ускладуваат кривините. Како прв случај имаме кога правата поврзува две спротивно насочени кривини. Најмалата должина на правецот треба да биде 2 VR сметковна брзина, а најголемата 20 VR сметковна брзина. Значи, ова е правец 1, кружен лак и преодна кривина. Тука е правецот помеѓу двете кривини, треба да биде од 2 VR до 20 VR. Додека кога имаме права која поврзува две истонасочни кривини, истото најмалата должина ќе биде 6 VR, а најголемата 20 VR. На следниот цртеж се е прикажано две истонасочни кривини. Една, па втора, која е поврзана со правец. Кружната кривина. Минималниот радиус, односно максималната закривеност, зависи од сметковната брзина. Колку е брзината сметковна поголема, толку радиусот исто така ќе биде поголем. Геометриската конструкција пресметување на елементите на кружната кривина доаѓа од познат радиус и прекршен агол алфа. Еве го овој прекршен агол, а радиусот е со центарот на кривината, делот кружен лак. Тангентата, означена со ТГ, ќе биде R пати тангенс од алфа половина и се пресметува во метри. Бисектрисата B, ова е бисектрисата, од темето до кружниот лак, R пати секанс од алфа половина минус 1 до заграда во метри. А должината на самата кружна кривина R, L, ќе биде R по π по алфа половина во метри, каде π е 3,14.
Преодна кривина. Значи, кај старите патишта, линијата на трасата била обликувана само од правци и кружни кривини. Меѓутоа, од удар директно во кривината се јавува дејство на центрифугална сила. За да се избегне ова, помеѓу правецот и кружниот лак се вметнува една преодна кривина која што е во облик на клотоида. Значи правецот, преодна кривина и кружниот лак. Овде е прикажан графички изглед на таа клотоида. Минималните вредности на преодните кривини се дефинирани од конструктивните, возните, динамичките, сообраќајните, психолошките параметри и сето тоа е прикажано кај прирачникот на професор доктор Жнидершич. И од таму ги црпиме сите податоци. Со предходно извлечени правци, пресметан прекршен агол алфа или алфа половина, се утврдуваат големината на геометриските елементи, односно тангентата, бисектрисата и должината на хоризонталната кривина. Значи, конечните формули ќе бидат со преодна кривина, овие тангенс, односно тангентата, ТГ, еднакво на R плюс делта R, R и делта R ги добиваме од табелите, пати тангенс од алфа половина плюс D, исто D во метри од табелите, од податоците на прирачникот на Жнидершич. Бисектрисата B големо е R плюс делта R, пати секанс од алфа половина минус 1 заграда плюс делта R, исто така добиваме од прирачникот, и должина на хоризонтална кривина L ќе биде 2 пати R плюс P по алфа половина минус тау, исто така добиваме од прирачникот, врз 180 плюс L, сето тоа е во метри. Се означуваат и се утврдуваат и 5 карактеристични точки на хоризонтална кривина. ППК е почеток на преодна кривина, КПК или истото е ПКК крајна преодна и почеток, значи истата точка на кружна кривина, СКК средина на кружна кривина, ККК, односно ППК крајна кружна кривина или почеток на преодна кривина, рековме, две преодни кривини се на почеток и на крајот и КПК крајна преодна кривина. Имаме еден пример решен да се пресметаат елементите на хоризонтална кривина доколку се дадени. Радиусот R големо е 70 метри, L должината на преодната кривина 20 метри, алфа половина 24 степени, делта R 0,114, D е 4,998, тау е 3,4879. Така да добиваме за тангентата 36,2 метри, за бисектрисата добиваме 6,75 метри, отколку како предходно сме пресметале секанс од алфа половина, да е 1 врз косинус од алфа половина. Понатаму L, должината на кружната кривина, добиваме 90,095 метри. И имаме пример 2, да се пресметаат надлжниот нагиб И, чекорот X, прекршниот агол алфа половина, доколку се дадени во ситуација во размер 1:1000, почетната точка со висина 180 метри, крајната точка Б со висина 195 метри, должината е L од А до Б 285 метри, еквидистанцијата е помеѓу изохипсите 2 метри, а малечко 4,5 метри. И добиваме дека X и нагибот е H врз L, односно 15, бидејќи разликата 195 минус 180 е 15, врз 285 должината, пати 100 за да добиеме во проценти, 5,3%. X чекорот е L пати E еквидистанцијата врз H. 285 по 2 врз 15, множиме по 100 врз 1000 заради сантиметрите и заради размерот 1000, добиваме 3,8 во сантиметри. Алфа половина ќе биде аркус од синус од А врз 10, а е дадено 4,5, значи инверс од синус, аркус од синус 4,5 врз 10 е 0,45, добиваме 26,74 степени. И сега имаме прашања за повторување и задачи за дома за решавање, односно за вежбање. Како прво прашање, што представува ситуационен план? Второ, од што е составена линијата на трасата? Трето, кои се геометриските елементи на хоризонтална кривина? И четврто е една задача да се пресметат елементите на хоризонтална кривина доколку се дадени R,
Радиусот е големо 90 метри, L должината на преодната кривина 10 метри, алфа половина централниот агол 30 степени, делта е 0,114, d малечко е 4,998, тау 3,4879. И како петто задача да се пресметаат надлжниот нагиб И, чекорот X и прекршниот агол алфа половина доколку се дадени во ситуација во размер 1:1000, почетната точка А со височина 200 метри, крајната точка Б со висина 180 метри, должината L 310, еквидистанцијата Е 2,5 метри, а малечко 4,0. Сега Х тука ќе биде разликата помеѓу А и Б, апсолутна вредност, односно 200 минус 180, тоа ќе биде 20 метри за објаснување тоа. Тоа ќе ни треба кај пресметување на надлжниот нагиб и чекорот. Сето друго ќе ви биде појасно кога ќе ги извежбате задачите. Ви посакувам пријатна работа, се надевам дека нема да ви биде тешко. Се гледаме наредниот час и се слушаме. Ви благодарам на вниманието, довидување.